Ова прашање е и врзано за скандалот онкологија, меѓутоа може би и ќе излезе малку надвор од таа рамка и ве замолувам само да имате малку трпение. Вашето движење се вика одговорност, претпоставувам со причина. А во вашето излагање неколку пати спомнавте вредносен систем. Јас се сеќавам на едно време кога децата беа праќани на вакцинација со едноставна поделба на женски лево, машки десно, па дома на родителите само им кажувавме дека сме примиле вакцина. На системот му се веруваше слепо, имаше доверба, заради тоа што сметавме дека има одговорност. Тогаш не беше на распит вредносниот систем на лекарите, на судиите, на обвинителите, на пратениците, на адвокатите. Она што ќе излезеше од рамките на нормалното беше и најавен и на општествен тапет како ненормално. Немаше нова реалност, се знаеше нашата реалност. Од сите аспекти на нашето живење. Овдека се утврдува системска дефектура или системски карцином, политички карцином, кој што станал системски карцином. За еден систем да функционира, ние не треба да гледаме единствено во аспектот на дали некој некаде објавил дека физиолошки раствор се аплицирал и било само така објавено по медиумите или не се аплицирал. Нема да се прави ескумација, не дај Боже, на телата, па нешто да се докажува. Големото прашање е каде се контролните механизми кои што нас ке ни дадат доверба во системот. Од и системот сме сите ние. Граѓаните, државата не е имагинарна единка, ние сме државата. Јас мислам дека преку случајот онкологија ние се обидуваме преку микро, иако тешка афера, да видиме која е макро тешката афера. Системот за здравство има контролни механизми пропишани во законските норми и на Министерството за здравство, и на самата клиника, и во чинокот на Малмет, и ДСЗИ, и фондот. И заради тоа ова анкетна комисија и сите пратеници ги сослушавме тие сведоци и поставувавме прашања. Тие контролни механизми не требале да дозволат да стигнат до ниво каде што ние ќе чуеме афера за аплицирање на физиолошки раствор наместо хемотерапија или некоја друга терапија. Се разбранува целата јавност поради тоа што ние, сите ние, системот е дисфункционален, па доверба нема, а тоа доаѓа од таму што одговорност нема. Може би и не е толку прашање колку што ќе биде констатација. Пратениците во состав на анкетната комисија ќе направат се за да има одговорност поврзана со вистината. Таа одговорност обично има и име и презиме. Или неколку имиња и презимиња. Може би не е онкологија единствениот случај. Може би е така во сите јавни здравствени установи. Може дефектурата која што настанала поради нарушениот вредносен систем е навлезена во сите структури на нашето општествено живење, во сите наши институции, во обвинителство, во судство, во полиција, во труд и социјала. Ама ако ние не започнеме од овдека да се бориме против, тогаш треба единствено да бараме помош во здравствениот систем на Франција или некоја друга држава. Ви благодарам за присуството денеска на седницата. Се надевам дека сите ние ќе извојуваме голема победа против политичкиот системски карцином, затоа што само така ќе имаме демократија и слободни граѓани.